Почитувани гледачи, добар ден. Време е за вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова, ова се настаните на денот. Граѓаните на Велес од денови чекаат за слободно место за тестирање на COVID-19. Општа болница Велес, доколку е потребно, ќе го припрема физикалното одделение за хоспитализација на пациенти позитивни на коронавирусот. Министерката Царовска во посета на Средното стручно училиште Коля Неделковски во Велес. Секојдневно расте бројот на нови случаи на коронавирусот, но и бројот на хоспитализирани пациенти во Општа болница Велес, па поради оваа причина кога ќе се исполни моменталниот капацитет од 54 легла, како нареден чекор ќе се припрема физикалното одделение во болницата. Бројот на позитивни пациенти на коронавирусот секојдневно расте, па поради ова се зголеми капацитетот на инфективното одделение во Општа болница Велес. Моментално со проширувањето, односно со снабдувањето на дополнителни легла, болницата располага со 54 места за хоспитализација на пациенти позитивни или суспектни од вирусот. Бројот на позитивни расте, доаѓаат се повеќе случаи во потежок стадиум и може да се случи за кратко време да биде проблем сместувањето на болните во болницата, затоа се размислува за обезбедување на други болнички кревети, најнапред во физикалното одделение. До овој момент 5 лица вработени во болницата се позитивни на вирусот. Како што известуваат надлежните, болницата е опремена со доволно заштитна опрема и располага со доволен број на стручен персонал за лекување на болните од коронавирусот. Посета во Средното стручно училиште Коля Неделковски во Велес реализираше министерката за образование и наука Мила Царовска, заедно со директорот на делегацијата на германското стопанство Патрик Матенс. Во училиштето Коля Неделковски се одвива дуално образование во делото на насоките на машинската струка. Денеска министерката за образование и наука Мила Царовска заедно со директорот на делегацијата на германското стопанство Патрик Мартенс беа во посета на училиштето Коля Неделковски во Велес, во кое се одвива дуално образование во делото на насоките на машинската струка. Она кое што може да го утврдаме дека овој концепт на дуално образование или образование кој што се случува дел во училница, во училиште, а дел во реален простор во компанија, навистина дава резултати затоа што се поголем број на ученици се запишуваат во овој модел на образование, или денеска имаме 220 ученици во дуално образование на територија на нашата држава. Тоа се во 7 општини, 7 училишта и 12 компании во ваков концепт на образование. Ние како министерство ги гледаме позитивните резултати затоа што од година во година се поголеми се паралелките во овој тип на образование и токму затоа веќе се состави група за подготовка на закон кој што ќе го регулира стручното образование. Тоа што компаниите вклучени во овој процес во Велес, Маркат и Брако, интензивно инвестираат во дуалното стручно образование, е добар показател и им го отвара патот на учениците за градење на една понатамошна кариера во рамките на овие компании. Иднината во образовниот систем во нашата земја е во дуалното образование и после тоа во модуларното образование. Многу повеќе треба да се инвестира во тоа, многу повеќе општините и државата треба да го слушаат гласот на стопанствениците кои ги креираат плановите за упис на ученици, се почнува од таму. Веде директорката на Средното стручно училиште Коля Неделковски Цветанка Ѓакова Панова денеска посочи дека представува особена чест и задоволство бидејќи и покрај ситуацијата со коронавирусот успеа да ги поздрават учениците од втората генерација техничари за производно машинство. Во општината запишавме најголем број на ученици во прва година, што укажува на фактот дека и учениците и родителите иднината ја гледаат во средното стручно образование.
ЈКП Дервенк изврши вонредна дезинфекција пред банките кои што представуваат потенцијална опасност за ширење на коронавирусот и покрај позитивните случаи регистрирани во ова предпријатие, како што изјави градоначалникот Коцевски, непречено се врши перење на улиците во градот. Јавното комунално предпријатие Дервенк изврши вонредна дезинфекција пред банките, затоа што таму секојдневно се создаваат гужви и представува потенцијална опасност за ширење на коронавирусот. Дека се многу ризични локациите пред банките, заради тоа што се собираат многу луѓе, да направиме воредна дезинфекција пред банките, а имаше иницијатива да се направи дезинфекција и на парковските површини и во детските забавни паркови. На овие места секојдневно сведочиме на различни слики и пред одредени банки граѓаните дисциплинирано и културно го чекаат својот ред за да ги завршат обврските, но објективот на нашата камера забележи и такви кои што не ги почитуваат мерките донесени од здравствените власти. Сведочиме на загрижувачка слика предизвикана од страна на граѓаните на општина Велес. Можеме да констатираме дека граѓаните носат заштитна респираторна маска, меѓутоа не држат растојание од 2 метри. Инаку ЈКП Дервен покрај позитивните случаи на коронавирусот, како што извести градоначалникот Коцевски, непречено вршат перење на улиците во градот. Во текот на изминатото денонокие полициските службеници на СВР Велес санкционираа 74 лица во Велес за неносење заштитна респираторна маска. Покрај величени казни се изречени на 22 лица од Кавадарци и 14 во Неготино. Од Министерството за внатрешни работи апелираа до граѓаните почитување на мерките за заштита од коронавирусот. Тие се носење маска, честа дезинфекција и држење растојание од 2 метри. Граѓаните на општина Велес со денови чекаат матичните доктори да им закажат термини за тестирање на коронавирусот. Ова мислење го изнесоа и матичните лекари на вчерашниот состанок на општинскиот штаб. Може да има и страшни последици од овој пристап затоа што, како што известуваат здравствените власти, најголемиот број на пациенти со смртен исход се породи ненавремено откривање на болеста, односно касно хоспитализирање на пациенти потврдени позитивни или суспектни на вирусот. Граѓаните на општина Велес со денови чекаат за матичните лекари да им закажат тестирање со коронавирусот. Ова е застрашувачка слика затоа што може да има многу негативен резултат врз здравјето на граѓаните. Здравствените власти апелираат до сите доколку почувствуваат било каква промена во своето здравје да го известат својот матичен лекар со цел навремено да се диагностицира соодветната терапија или во случајов да се утврди постоење или пак непостоење на коронавирусот. Ставот на матичните лекари представен на состанокот на општинскиот штаб е дека нема брзи термини за закажување на тестирање за коронавирусот. Пациентите треба да чекаат и по 1 недела. Здравствените власти мора да најдат решение како побрзо, тогаш кога е нужно потребно, алгоритмот да дозволува земање на брисеви и правење на тестови, затоа што одговорот на критиките зошто има многу починати е дека некои пациенти доцна се пријавувале во здравствените институции, за да не доаѓаме во таква ситуација доцна да се пријавуваат. Добро би било штом ќе почувствуваат симптоми, системот да овозможи брзо тестирање за да знаат какви мерки треба да преземат додека не се усложнила болеста и додека не биде предоцна за да се спаси здравјето и животот на пациентите. Инаку, како што извести министерот за здравство доктор Венко Филипче, студенти од 6-та година по општа медицина се вклучуваат во првите борбени редови од коронавирусот во однос на контактно заболење или правење епидемиолошка анкета на истите. Дали има студенти од Велес по 6-та година општа медицина што ќе помагаат во работата на Центарот за јавно здравје за олеснување на тестовите, бидејќи луѓе чекаат по 1 недела да закажат, а веќе имаат страшни симптоми на ковид? Немам такви информации колку студенти има, немаме ние таква база на податоци, но добро би било во иднина Министерството да размислува и дипломираните лекари кои се уште немаат положено државен испит и одат на пракса, да најдат начин како да ги вклучат за да им бидат од помош на здравствените работници, затоа што тоа може да биде во зимските месеци многу важно да снемаме
доктори и сестри кои ќе укажуваат неопходна здравствена помош на пациентите. Продолжуваме со вестите од Македонија. Директорката на инфективната клиника Милена Стевановиќ апелира до сите граѓани дека дисциплината и почитувањето на мерките е најпотребна досега. При тоа потенцираше дека сите пациенти со лесни симптоми на коронавирусот да бидат на домашно лекување во постојан контакт со своите матични лекари, со цел да се ослободи место на инфективните клиники за оние пациенти кои што имаат тешка клиничка слика. Истите мерки важат во нашата држава како што важат во цел свет. Многу едноставни мерки, многу лесни за спроведување, само треба да се има дисциплина, која ни е сега исклучително потребна. Едноставно мораме да издржиме ради нас, ради вас, ради нашите семејства, ради вашите семејства. Затоа помогнете ни да навистина тоа го спроведеме. Немојте да ги пребукирате здравствените институции, сите оние кои немате симптоми или имате лесни симптоми на настинка. Седете дома и контактирајте ги редовно вашите матични лекари. Тоа е најзначајно сега. Мораме да пружиме пред се помош на оние кои имаат сериозни, тешки клинички слики. Министерката за образование и наука Мила Царовска во обраќање за медиумите потенцираше за важноста на наставниците при реализација и продолжување на квалитетното образование во нашата земја. Таа посочи дека овој месец националните обучувачи и креатори на онлайн платформата дале се од себе за да придонесат за изработка на платформа со која што ќе се реализира наставата на далечина. Националните обучувачи за Teams, за дигитализација, а тие душата си ја дадоа во овој месец. Тие обучи 1600. Тие 1600 се од себе дадоа да ги обучат своите колеги и сега си помагаат помеѓу себе. Па гледам дека има соработка училиште со училиште. Ако едните не знаат како да се приклучат, другите им помагаат. И навистина сметам дека тие доаѓаат во чекор со новото време. Но важно е да се гледа работна активност и посветеност од страна на наставниците, зашто тие ни се партнери во реформите. Ние зборуваме за кариерен развој на наставник. Ние велиме треба да се вложува во наставникот, тие се центар на општеството. Ама за тоа треба и јавноста да види дека наставникот ни се труди да обезбеди најквалитетна настава можна во овој период на ковид. Во Словенија бројот на активни случаи се искачи над 10.000, во Чешка денеска стапуваат на сила нови ограничувања во борбата против пандемијата. 5 руски компании активно работат на подготовка за производство на вакцината против коронавирусот Спутник 5 во продолжение најважните случувања од светот. Во Словенија во последните 24 часа потврдени се 1663 нови случаи на зараза со коронавирусот, што е нов рекорд на дневно ниво од претходно објавениот ден, според официјалните податоци кои што во четвртокот ги објави Словеничкото министерство за здравство. Со ова бројот на потврдените корона инфекции од почетокот на епидемијата во Словенија се зголеми на 17.646 случаи, а активни се 10.136 лица. Инциденцата на инфекцијата, која што се покажа колку заразен има на 100.000 жители во 14 дена, се зголеми на 484. Во словеничките болници се хоспитализирани 357 пациенти, од кои 62 се на одделите на интензивна нега, додека во новите 7 смртни случаи како последица од COVID-19, овој показател се зголеми на 207 починати. Во Чешка вчера беа потврдени 14.968 новоинфицирани со коронавирус, што е дури за 3.000 повеќе од претходниот ден. Владата итно воведе построги мерки со кои се обидува да ги задржи граѓаните на линијата работа дома. Во Чешка денеска стапуваат на сила новите ограничувања во борбата против пандемијата, вклучително и ограничувањето на слободното движење, откако со претходните рестриктивни мерки не успеа да се забави наглото зголемување на бројот на новоинфицирани. Ограничувањата ќе траат најмалку до 3 ноември.
5 руски компании активно работат на подготовка на производство на вакцина против коронавирусот Спутник 5, изјави директорот на Рускиот фонд за директни вложувања Кирил Димитриев за првиот канал на Руската државна телевизија. Како што се прецизира во соопштението на службата за односи со јавноста на фондот, вакцината ќе ја произведуваат компаниите Бинофарм, Ерфарм, Биокарт, Генерум и истражувачкиот центар Гамалеј. Имаме 5 компании кои планираат производство на вакцина во блиска иднина и во согласно со тоа многу активно работат на нагло зголемување на капацитетите. Мислам дека тоа ќе го видиме веќе следниот месец, а во декември уште повеќе, изјави Димитриев. За крајот на овие вести информираме за временската прогноза. Денеска имаме сончево време со температури од 3 до 20 степен, додека во текот на утрешниот ден повторно не очекува сонце, со температури кои ќе се движат во интервал од 4 до 22 степен. Ова беше последната вест од ова информативно издание на вестите. За повеќе содржини од Велес, Македонија и светот следете нашата Facebook страница Телевизија Здравкин и нашиот YouTube канал. Имајте пријатна вечер.